Ова е еден од 4 мали групни домови, во кои сега се распределени дечињата од домот 11 октомври. Во овој мал групен дом живеат вкупно 5 дечиња. Добар ден! Како сте, добри? Затворете, ладно е надвор. Овде се околу 1 месец, а веќе наликуваат на вистинско семејство. Дел од дечињата беа на училиште, а дел се подготвуваа пишувајќи ги домашните задачи. На најмалите омилена им е онаа Поликовна, а за да ја завршат, им помага воспитувачот кој постојано е со нив. Едно вакво листе, едно вакво. Ама овака малку стабиленцата подебе. При формирањето на групите се водело грижа за роднинските врски. Едно од девојчињата му е сестричка на ова момче, кој е средношколец и е највозрасен во групата. И другите деца се роднински поврзани. Остануваме со Пајле, доручкуваме, идеме во школа. Се враќаме, може малце да одмориме, јас идам на тренинг. Кога ќе се вратам нешто, ако можам да поучам. Во домот 11 октомври го оставиле пред 13 години, кога бил многу малечок. На почеток е тешко, нормално. Си живеел со мајка, па после не ја гледаш. И така. Ама како растеме, се повише и повише сваќаме како е. Навикнати на тамошните услови и живот со десетици други, овие деца се сомневале дека е воопшто можно некогаш да ги однесат на поубаво место. Ми е најдобро овде. Мислам дека е подобро од домот. На почеток не ќе да си идам, пошто не знаев како е, ама правевме муабет со директорката и гледам се дека ми го смени мислењето. Во боја е овде, не е сиво. Така? Така е. Додека другите се преокупирани со цртежите, тој може намира да поразговара со воспитувачот, што досега било реткост. Мене ми е поудобно, пошто сме помалце деца и воспитачите може да ни обрнат повише внимание. За било што сакаме да разговараме, може насамо, групно, како сакаме да се договориме за било што. Воспитувачите се истите, од домот. Во секоја група има по 4, по еден во смена од по 12 часа. Клучната разлика е дека децата се многу малку како група на деца. Значи едно нормално малку поголемо обично семејство. Да не речем со 20 родители, се пак сме не повеќе колеги и можеме, ми се чини, максимум да дадеме во однос на секој дете кога комуницираме, односно ги воспитуваме. Во секојдневното нивно живење, не може сега дури воспитување да се каже. Живееме секојдневно и спонтано се воспитуваме, растеме и така натака. За него ваквиот начин на живење е клучен за децата да израснат во емотивно здрави личности, кои во ништо нема да се разликуваат од останатите. Повеќе можеме на секој дете да му посветиме внимание и во совладувањето. И сега сите деца се со различни способности. Тука доаѓа до израст на нормално здраво право живење во една нормално семејство. Ваму како институција сакале не мора да се придржуваме кон таквите сатница, па сите деца да бидат на исто, од средношколци до мало до голема, дури дете што оди во градинка, се беше многу мачно, многу тешко за работа. Сега е тука и секој може да даде многу повеќе во проценти како воспитувач, како вработен тука со децата, а и децата го чувствуваат тоа, него како што беше во таа една институција во поголеми размери. Во кујната е нивната тетка Фимка. Денеска им подготвивме плескавици со сос и шпагети, така на дополнување. Тетка Фимка им подготвувала храна и во домот 11 октомври. Добро ги познава дечињата и се обидува да им ги готви омилените јадења. Па сега прибират. Некој сака нешто, едно, некој друго, па им угодуваме, некако им правиме кое што сака. Според можностите, ако ги имаме намирниците при рака, ако не, тоа што е тоа. Време е за ручек, дел од денот што уште повеќе ги зближува. Но тетка Фимка има слободни викенди. Чекајте, сирење да ставим, сирење. Каде е сирењето, Кивка? Каде е? Тогаш дечињата сами подгреваат храна и ја спремаат трпезата. Тоа ги учи на самостојност и дисциплина. Да си ставам да ги изеш па после. Како ви реков, колку ви е доста.
До пред Нова година живееја во оваа установа. Домот за деца без родители 11 октомври во Скопје сега е празен. Во него некогаш имаше до 180 деца. Па е чудно, навистина е чудно, бидејќи е огромна институција, а е празна. Ги нема повеќе децата, ја нема онаа галама, го нема оној жагор и онаа гужва која што беше тука предходно. Сонја Стамевска овде работи 20 години, а сега е ВД директорка. За неа ова никогаш не било соодветно место за раст и развој на едно дете. Едноставно би рекла оној некој војнички систем на групно живење. И сега вие во една група од 16 деца не може а да не настане хаос или да биде нешто функционално или компактно, кога имате различна возраст, различни потреби, различни интереси, а вие сте ги ставиле на исто место да функционира. Сега играчките, мебелот и апаратите кои се уште се функционални се преместени во малите групни домови. Се уште сме во таа фаза каде што нели работи кои што им се останати, кои што се нивни, си ги средуваат, си ги земаат и така натаму. Нешто за што биле тука врзани да може да си го однесат повторно во живеалиштето каде што ќе живеат, тоест во куќите каде што ќе бидат сместени. Министерката за труд и социјала Мила Царовска, како студентка, практичната настава ја извршувала во оваа установа. Потоа и како представник на невладиниот сектор, на младите им одржувала обуки на различни теми. Самите деца си имаат свој простор. Во тој простор никој друг не може да влезе освен тие 3-4 деца. Додека овде вратите се отворени, колку и да они ги заклучуваат, секогаш има кражби. Јас многу емотивно изреагирав минатиот пат кога ги отваравме малите групни домови, кога видов дека нив им се пријади, велат, ние сега наставничке ќе јадеме. И си извади од фрижидерот и си намести, додека тука се чека да отвори мензата, да сите бидат послужени и сите да завршат со јадењето во даден период. Додека ваму фрижидерот си е полн, тие си поставуваат за јадење и си уживаат во дневното живење како сите деца. Процесот на деинституционализација на детските домови е започнат пред 12 години, а дури сега привршува. Современите модели велат дека сите оние кои што имаат потреба од грижа државата треба да бидат во локалните заедници, блиску до останатите, никако во изолација, никако во големи групи. Затоа и домот 11 октомври ќе биде пренаменет. Сакаме да се воспостави центар за поддршка на згрижувачки семејства, кои што згрижуваат дел од овие деца тука, кои што требало порано да се сместат овде. А втората работа е дека имаме семејства кои што се во ризик да ги остават своите деца. Сакаме да им дадеме поддршка и на тие семејства. Момчето од малиот групен дом што го посетивме е свесно дека сепак сместувањето во оваа куќа е услуга што ја дава државата и дека еден ден ќе треба самостојно да го продолжи животот. Има своји соништа и затоа секојдневно тренира фудбал. Сакам да учам факултет, добро би било. Тоа што ни го пружа државата, мислам дека е добро за нас и треба да го искористиме колку што може. Што би студира? Па јас би сакал на ДИВ за тренер или нешто така. Зошто? Па ради спортот. Прво би сакал нормално да ставам професионален фудбалер, па ако не може да бидам тренер или нешто. Професор по физичко, нешто така. Браво. Надлежните ветуваат дека домовите за деца без родители ќе останат минато. Децата се надеваат дека преселбата од домот навистина ќе остане патување во една насока.